Кризниот штаб за борба против коронавирусот на општина Кочани денеска ја одржа петата седница на која се разговараше за досегашните мерки и ефектите од нив, како и за новите мерки во пресрет на 85-часовниот карантин, кој стапува на сила од петок во 16 часот. Според извештаите, спроведувањето на мерките функционира во сите сегменти и според предвидувањата, што значи дека ситуацијата во општината и регионот се држи под контрола. Кризниот штаб денеска усвои неколку мерки кои започнуваат со почетокот на полицискиот час, а се однесуваат на забраната за движење во шумите и во излетличките места, кои практично се затвораат. Ние како кризен штаб дадовме препорака и до полициската станица да додатно обрати внимание во делот на движењето во овие посочени места, бидејќи има најави, односно имаше појави во минатото да дел од нашите сограѓани се дружат во викенд населби и се групират во поголеми групи, што навистина е недозволиво во овие моменти на овој заразен вирус. Потоа забраната за паркирање пред пилјарниците и поголемо присуство на полицијата и волонтери, каде се создаваат проблеми со движењето на граѓаните и се прават големи гужви без примена на заштитни мерки и пропишано растојание. Побарав од одделението за внатрешни работи да упатат додатни полицајци, се со цел да предупредуваат и едноставно најправен сите граѓани кои се движат со возила, моторни возила, да ги отстранат и да не ги паркираат пред влезовите на маркетите, на пилјарите, а секако со тоа ќе овозможиме да граѓаните и можат да ги почитуваат пропишаните мерки, односно да држат растојание предвидено од 2 метри. До граѓаните се апелира рационално да се користи водата од градскиот водовод поради нарушување на притисокот и создавање недостиг во повисоки зони. И упативме апел до сите граѓани да максимално се воздржуваме во делот на користењето на водата, бидејќи 85 часа се предвидени полициски час, сите ќе видиме дома и навистина на сите ќе ни биде повеќе од потребна водата за одржување на лична хигиена, што е и една од основните мерки во борбата против коронавирусот. На крајот од изјавата, градоначалникот Илиев уште еднаш упати апел до граѓаните да ги почитуваат мерките и 85-часовниот карантин. Сакам да упатам уште еднаш во низата апели кои скоро секојдневно ги упатувам до нашите сограѓани, да навистина максимално и одговорно се однесуваме во овие времиња, каде што од нас се бара навистина максимална посветеност и одговорно однесување во секој сегмент на секојдневното живење и максимален допринос да дадеме сите во делот на нашата лична заштита, на нашето здравје, штитејќи го и грижејќи се за нашето здравје, допринесуваме и се грижиме за здравјето за нашите најблиски. Значајно е да се истакне дека голем број трговски и угостителски фирми, како и сите служби и волонтери во деновите на продолжениот викенд, ќе функционираат непрекинато со цел граѓаните да ги добијат потребните услуги и поддршка за полесно пребродување на карантинот.